Почитувани, наместо ветениот подобар животен стандард, 4-годишното владење на ДПМН и Борче Овчевски за граѓаните на општина Прилеп прерасна во кошмар. Се што кажаа, излажаа, се што допреа, уништија. На прилепчани им ветија пониски сметки за вода, бесрамна влага која ја надоградија со зголемување на цената на водата. Енормно го зголемија данокот на имот. За цели 67% поскапеа комуналните услуги, за 50% градскиот превоз, зголемена е цената на паркингот. Се што во Прилеп можеше да поскапи, поскапи. Но повисоките цени не донесоа подобрување на услугите, ниту пак консолидирање на финансиската состојба на предпријатијата. Напротив, сите 4 јавни предпријатија се вброија во категоријата загубари со вкупен долг од 1,5 милиони евра. Она што е посебно карактеристично е што за прв пат по своето постоење загуба прикажа и јавно комунално предпријатие Водовод и канализација, и тоа ни повеќе ни помалку, туку огромни 650.000 евра. Покажаните негативни финансиски резултати оставаат простор за сомнежи во криминал и незаконско работење на јавните предпријатија, особено на Водовод и канализација. Од тие причини, уште еднаш ги повикуваме надлежните институции, пред се Управата за финансиска полиција и јавното обвинителство да реагираат под опрен глас и да го прочешлаат финансиското работење на прилепските јавни комунални предпријатија. Бидејќи неспособноста и авашлукот на директорите на ДПМН не може и не смее од свој џеп да ја плаќаат граѓаните на општина Прилеп. Ви благодарам.